Драги гледачи, добро дојдовте во најновото издание на спортските репортажи, во кој на најсликовит начин ве запознаваме со настаните во третата фудбалска лига група Исток. Полека но сигурно играчите на Истокот ги истрчаа предвидените 28 првенствени кола, ставајќи точка со својот настап во недела 27 мај. Во оваа сезона најдоминантна беше екипата на Кидго Пехчево, која се чини ги сруши сите рекорди и по бројот на освоени бодови и по бројот на постигнати голови во конкуренција на сите фудбалски екипи во Македонија. Во 26-та првенствени надпревари беа остварени 25 победи и само еден нерешен резултат, со импозантна гол разлика од 120 постигнати и 15 примени голови или плюс 105 голови. Десно до вас страна кај мене. Нека почека тамо. Дрганчо. Кажи нека почека. Нека почека. Силно доле. Сега ќе биде више. Ај некој ко сага, дај почнемо така. Што ќе биде во? Што ќе биде? Па добро, ја тука ќе фанам шо. Сега ги го дај, сега, ај. Ево како се дава. Нека може да пришиме на тоа. Лево десно некој више. Не битно, ајде што това на. Ако ме некој дава сега. Ајде. Можемо више, готово. 8 места нема, сметам пустувало. Надпреварот Кидго Пехчево Малеш започна токму со свечен церемонијал на предавање на шампионскиот пекар од представникот на Фудбалската федерација на Македонија Владо Андов, инаку председател на третата лига Исток, на капитенот Андри Симиски, кој радоста ја сподели со своите соиграчи, со стручниот штаб, со целиот технички персонал и секако со главниот спонзор на клубот Кирил Гогов. Сректи беа и гледачите, верните симпатизери за задоволството кој им го пружие и што од десен ќе гледаат уште поквалитетен односно второлигаски фудбал. Тренерот на Кидго Трајче Сене за овој меч се реши за следниот состав. Со број 1 Стојан Богдановски, број 4 Миле Денковски, број 6 Иле Синев, број 7 Мартин Стојанов, број 9 Андри Симивски, кој е воедно е капитен на екипата, број 11 Бобан Марич, број 13 Иван Колев, број 14 Јорданчо Трендафилов, број 16 Бобан Тиквешанац, број 19 Мартин Димовски и со број 22 Петар Најдов. На клупата за резервни фудбалери се со број 12 Тамер Јамаковски, број 3 Денис Јанковски, број 5 Денијан Донов, број 10 Маријан Ташков, број 17 Дарко Нацев, број 20 Владко Стојанов и со број 21 Томи Станоевски. Тренерот на Малеш Ванчо Руменовски се реши за следниот состав. Со број 1 Мартин Тушевски, број 4 Христијан Стојановски, број 5 Дарко Каракутовски, број 7 Глигорче Арменски, број 8 Ахмед Халитов, број 9 Ерол Пилов, кој е воедно капитен на екипата, број 10 Илија Шонтевски, број 11 Тони Мичковски, број 13 Димитар Каракутовски, број 14 Александар Мишовски и со број 20 Дамир Цупески. На клупата за резервни фудбалери се со број 15 Александар Муртовски, број 17 Роберт Симеонов и со број 18 Кирил Черговски. Главен судија на надпреварот е Даниел Ангелов од Кочени, прв помошник е Зоран Саздовски, втор помошник Сашо Иванов, двајцата Штип и четврти судија Драган Јаневски од Кочени. Контролор на овој надпревар е Драганчо Димитровски од Кочени, а делегат Ангелчо Гошев од Виница. Времето во Пехчево е тивко и сончево, теренот е тревнат, мек и идеален за игра. Домакините Кидго се во своите традиционални бели дресови, а гостите одберува играчите на Малеш во црвени дресови. Ривалството помеѓу овие две екипи е големо, традицијата постои од давнина и гледачите очекуваат добра фудбалска представа. Првата шанса на стартот ја има капитенот Симовски со шут од околу 60 метри, но топката оди за малку над голот.
Мартин Стојанов се закана по пробивот по десната страна, упати и удар кон голот, но голманот Тушевски ја одбија ова топка. Со удар од далечина се закани и везистот Најдов, кој упати удар од 20 метри, кој голманот Тушевски со крајни напори успеа да ја смири оваа топка. Гостите од Берови се до брза контра преку Пило, кој додаде кон Арменски, кој пак силно шутира, но во последен момент успеа да изблокира Тиквишанац и ставајќи ја топката во корнер. По интересот подсеток, конечен гол за водство на Кидго по додавање на Тиквишанац. Капитенот Андреј Симевски постигнува гол за водство 1:0 во 50-та минута. Гостите само што тргнат центар во возвратија со добра акција, по која стативата беше сојузник на голманот на Кидго Богдановски. Убава шанса, но за жал нема гол. Акција ненадени имаше Малеш преку Мишовски, кој буквално се прошета низ полето на Кидго, но претера во своите дриблинзи и ова акција пропадна. На спротивната страна се закани со брза контра Симевски, но неговиот удар беше млак и без проблеми за Малеш. Веќе во седниот напад, атак на Мартин Стојанов по десната страна. Го проигра Марич, кој беше осамен, но лошо ја зафати оваа топка, а при тоа ја направи и лице во напад, односто прекршен. Десно, позиција десно. Трендафило беше творец на нова акција на Кидго, по која асистира со добра топка кон Мартин Стојанов, кој постигнува нов гол за водство на Кидго 2:0, а ја бележиме 20-та минута. Ништо нема, десно. И да. Веќе по 2 минути, нов гол во мрежата на Тушевски. Стрелец за Кидго беше Бобан Марич, по одличното додавање од Мартин Димовски, гол за водство на Кидго во 22-та минута.
Двајца повредени ки Звезда, доста. Велико, јачки ти играат. А и се неки даде шанса на сите. Ја го несме, Дашко го нема, доктор го нема. Значи, две екипи мощни. По краткото задеше и игра по средината на теренот, ново возводување природи играчот на Малеш Мичкоси, кој избе сам пред голманот Богдановски, но за жал не успеа да го совлада голманот одбраник. Во 32-та минута Богдановски во намера да изстрели топката во казнениот простор го погоди Синев и топката за малку заврши крај голот во корнер. Ќе беше тоа атрактивен автогол. Играчот на Малеш собра 11. Често правеше добри излети, закрнувајќи се по голот на Кидго. Повторно изби сам пред голот, но во последен момент го стигна Синев и изфрли топката во корнер. По корнерот што го изеде Мичковски со глава, шутираше Димитар Каракутовски, но топката за малку отиде крај голата Кидго. До крајот на првото полувреме ги бележиме акциите на Најдов и неговиот шут од далеку, по кој топката отиде за малку крај голот. Како и брзата акција на Денковски и неговиот удар, по кој голманот Тушевски ја избоксува оваа топка. Со резултат 3:0 заврши првото полувреме, во кое стрелци на головите за Кидго беа Андреј Симевски, Мартин Стојанов и Бобан Марич. И ако стрелците беа малку поприсебни, гледачите ќе можат да видат уште повеќе голови. Забележливо е дека градски стадион во Пекчево добива ново посветено руво со изградена нова и модерна VIP ложа, поплачен пристап, кон скузбените простори со облекувалните, декорирана заштитна ограда со рекламни паноа, а се подготвуваат и уште некои нови изненадувања. Да пробаме за И ти како новира, овако му е за некој гости способни ти работи. И во вториот дел се игра отворено и машки, со меѓусебна закана по обата гола. Првиот посериозна шанса сепак има гостите од Берово, откако топката упатена од Арменски заврши во стативата, која по втор пат беше сојузик на голманот на Кидго Богдановски. Ново идеална можност. 100% шанса имаше Пило, кој изби сам пред голманот, но шутираше во голман на Богдановски. Колку ти да дадат? Во 55-та минута Малеш и по трет пат немаше среќа, откако по центар шутот на Мичковски, Пило со глава стрелаше повторно во стативата, која и овој пат беше сојузик на голманот Богдановски и остана во осото на Кидго 3:0.
По изведениот корнер за Малеш, Пилов шутира кон голот на Кидго, а Богдановски повторно исследува топката во корнер. Нов продор направи Мичковски по левата страна, упати удар, но одбрани Богдановски. И по серијата промашувања, конече гостот од Берово постигна гол. А стрелец беше Ерол Пилов по одличната асистенција на Мичковски за резултат 3:1, а ја бележиме 58-та минута. 13 и 15. Ајде, туци. Сам. Дојде ово. Една минута подоцна беше постигнат нов гол, но на реакција на судиите беше поништен оправдано поради офсајд. Шешер. Ајде, туци. Нови дел на шанса создаде Мартин Стојанов, кога топката одеше паралелно со гол линијата, а Симески задоци ја внесе топката во мрежа. Шут бе, шут. Во 66-та минута беше постигнат нов гол, по кој се затрче мрежата на Малеш. Стрелец на голот беше Мартин Стојанов, втор гол за него на додавање на Димовски за резултат 4:1 за водство на Кидго. Играчите на Малеш играа своја игра и не се продава. Нови закони по голот на Кидго имаше по акцијата на Мичковски, односно Пилов, но останаа нереализирани. Ударот на Пилов со глава, пошто голманот Богдановски ја исвели топката во корнер. Одличен удар упати и Халитов, по кој Богдановски, кој денес имаше свој ден, ја одби и оваа топка. Последниот шут на надпреворот го упати Мартин Димовски, кој биеше освртување на топката, отиде крај голот. Се на се, одличен фудбал прикажа играчите и на Кидго и на Малеш, кој го зачинија со 5 голови, во кои стрелци за Кидго беа Мартин Стојанов на 2 пати,
Андреј Симевски и Бобан Марич кој постигна по еден гол и Ерол Пилов кој беше стрелец на гол за Малеш. Интересно, ново е надпревар играчите на Малеш. На 3 пати ја погодија стативата, а статистиката вели дека односот на корнери беше 10:0 во корист на гостите од Берово. Но така и во фудбалот се рачунаат само головите. Со ова и официјално заврши сезоната 2017-2018, по која екипата на Кидго Пехчево Десен ќе се надпреварува во втората македонска фудбалска лига група Исток. Еве ги комплетните резултати од оваа 28 последно коло. Брегалница Голаков Чеполе 1:1. Рудар 1947, Слог 1934, 11:2. И Кидго Пехчево Малеш 4:1. Слободна во ова коло беше екипата на Кежовица. Табела. Кидго Пехчево е на првото место со убедливи 76 бодови. Второ место Кежовица 44. Трето место Слог 1934 32. Четвртото и петото место го делат Малеш и Брегалница Голак со по 31 бод. Шестото и седмото место го делат Овчеполе и Рудар 1947 со по 30 постигнати бодови и последно 8 место Зрнока која пред време заврши во оваа сезона со само 1 освоен бод. Еве и листата на стрелци за оваа сезона. Голгетер на лигата е Ерол Пилов, играчот на Малеш со 23 постигнати голови. Втор на листата е Мартин Ташов од Кежовица со 20. Трето место Мартин Димовски, Кидго Пехчево 18. Четврто место Андреј Симевски, Кидго Пехчево 17. Пето место Мартин Стојанов, Кидго Пехчево 16. Шесто место Бобан Марич, Кидго Пехчево 15. Седми е Јорданчо Трендафилов, Кидго Пехчево 12. Следуваат на осмото место Петар Левков од Кежовица 11, а деветото место го делат Мартин Нампов од Слог 1934, Михајло Попдимитров од Кежовица, Александар Илиев Брегалница Голак и Стефан Нунев од Рудар 1947, кој постигнаа по 8 голови. Со нас е и капитенот на екипата Андреј Симевски. Андреј, честитки за освоената титула. Капитенот мора да биде идеален, првиот предводник и еве заслугата доаѓа до играчите, а секако прв улогата има капитенот. Честитки за освоената титула и твој коментар еве за целата сезона. Ви благодариме за искрените честитки. Се надеваме вака дека ќе продолжиме и во втората лига. Најпрво од организацијата што ја имаме, па се натака здравие во втората фудбалска лига да продолжиме со исто темпо. Беше прашање за тренерот за победите, поразите, јас себе ќе се осврнам на играчкиот дел. 26 кола, 120 постигнати гола, само 15 примени. Збор 2 за мотивацијата, еве, тука и тренерот, кој беше мотивот. Рекове дека лигата не беше она како од минатата сезона, кога беа Беласица, кога беше Плачковица, Осогово, Кавеница, сас. Меѓутоа да се најде мотив со овие екипи, да се одигра максимално предпазливо, професионално и да се постигнат толку голови. И мора да нагласам дека Кидго Пехчево е најефикасниот тим во Македонија во сите лиги што постојат и што се надпреварува во оваа сезона. Збор да за оваа констатација. Па да, за разлика од претходната сезона, ова сезона е лигата послаба, но си го свативме тоа сериозно и си теравме до крај. Па мислам дека заслуживме на тоа прво место и со толку бодовна разлика. И се надеваме само на успеси понатака. Мора да истакнем и гол листата. Најдобар стрелец во оваа лига, во оваа сезона е Ерол Пилов од Малеш, 23 гола. Тука веднаш до него е Мартин Ташов, Кежовица, 20, Мартин Димовски, 18 од Кидго и следува Андреј Симевски, Кидго со 17 голови, Бобан Марич 14, Мартин Стојанов, еве денес постигна 15, Јорданчо Трендафилов 12, што ќе рече дека до израз беа стрелците и така како расположени и просто ја решетаа мрежата на противниците. Па да, ние во улогата на нападот си ги решававме своите задачи што ги имавме. Сакавме да постигнуваме голови, макар било пропуст на одбраната или наша задача да си го дадеме максимумот. Сепак се надеваме на по добра сезона другата година и здравје во прва лига. Новиот твои 17 голови мора да кажеме констатација дека 6-7 надпревари не играше бидејќи имаше оперативен зафат.
да не беа тие проблеми, сигурно ќе беа повеќе голови. Па не можеме така да кажеме, па и да сум ги играл сите утакмици, можеби немал да постигнам голови, но секогаш гледам да постигнам голови или пак да асистирам, тоа е наша улога на напаѓачите да даваме голови. Честитки на тебе за титулата и добри настапи, голови и во втората македонска фудбалска лига Исток. Ве благодариме на вас телевизија Ирис, се надеваме дека ќе наследите и наредната сезона. Добен е шефот на stručni штаб Трајче Сенев, честитки на вас за освоената титула, освоена со максимален ефект, би рекол учинок, 26 првенствени кола, 25 победи, само еден нерешен резултат, 0 порази. Голема благодарност до вашата телевизија, бидејќи преку целата година бевте со нас, на сите надпревари бевте со нас и дававте ги сите информации за фудбалскиот клуб Кидго. Исто така голема благодарност и до директорот на клубот Кирил Гогов, кој сигурно без негова помош ова сега што е клубот сигурно не би го постигнале. Што се однесува до табелата, мора да кажам дека квалитетот на оваа лига не беше баш немаше многу квалитет во оваа лига. Сигурно овие бројки добри се вака што стоат, но овие бројки сигурно би бил задоволен ако се повторат и во втората фудбалска лига. Следејќи ве еве во целата сезона, мој впечаток е дека дечките одигра максимално, што ќе рече дека не поцени ни еден противник, максимално респектирајќи ги сите екипи, а тука мора да биде уделот и на шефот на stručni штаб. Иако лекако олеко рековте, меѓутоа скромноста е врлина на добрите тренери. Инаку како да се оцени или да се постигне фактот дека против некои слаби екипи дечките толку максимално играа, а секако тука влијание има и изборот на играчи. Тоа е евидентно. Па сигурно ние сме организиран клуб каде што ги имаме сите услови за работа и сигурно најзаслужни за овој успех на фудбалски клуб Кидго се фудбалерите кои што преку целата година го даваа максимумот, исто така и преку тренизите, значи работеа максимално. И мислам дека со овие деца клубот ќе оди напред. Мора да се истакне и податокот дека еве тука и спонзорот Кирил Гого дека беа извршени успешни подготовки, бевте и на некои контролни средби во Бугарија, што ќе рече дека екипата на Кидго е респектабилна не само во Македонија, туку и еве кај соседите во Бугарија. Па така, да не повторуваме дека имаме одлични услови за работа и преку тие надпревари што ги игравме пријателските со второлигашки екипи, видовме дека овие фудбалери можеа да играат уште подобро и да се носат во втората фудбалска лига. Како тренер прашање, има ли нешто што нема на стадионот и околу стадионот овде во Пекчево? Па имаме одлични услови имаме добар стадион, сега еве ќе правиме едно помошно игралиште каде што ќе имаме феноменални услови за работа и нашиот јас како шеф на stručni штаб да останеме само да работиме и фудбалерите да одат напред. Честитки за освоената титула и еве здравје, успешен настап и во втората македонска фудбалска лига група Исток. Благодарам исто и на вас и сигурно и во втората фудбалска лига ќе бидете со нас. Овде во прекрасниот амбиент на хотелот Гого во Пекчево се наоѓаме во друштво со раководството на фудбалскиот клуб Кидго Пекчево. Денес се одрига последното коло 28 во кое еве свечено беше доделени шампионскиот пехар. Честитки за освоената титула. Добен е главниот спонзор Кирил Гогов. Прв ваш коментар еве после освоената титула. Благодарам прво честитки на екипата и на целиот stručен штаб. Ево што да кажеме, ова година мислам дека бевме доста убедливи у првенството и покажавме со една добро организирана, со еден професионален и организиран пристап дека ево можеме да направиме добри резултати. Наредната сезона не очекува втора лига, се надеваме како клуб дека ќе бидеме доста сериозни и дека нашите амбиции како клуб се да не бидеме само епизодна улога во втората лига, меѓутоа и да се надеваме на
ево навлез и во прва лига. Мислам дека како екипа овие млади дечки заедно созреавме. Мислам дека добро функционираме со неколку нови играчи. Мислам дека ќе бидеме доста конкурентен тим во втората лига. Па ево, дај Боже да се надеваме и за влез во првата лига. Едногласна е оценката на сите оние кои што ги гледаат нашите репортажи на Ирис телевизија, секако на YouTube, дека за да се створи една шампионска екипа неопходни се услови. Вие како спонзор направите се. Одлични подготовки, прекрасни услови на теренот, во собликувалната за гледачите, со еден збор стадионот во Пехчево е еден од најдобрите во Македонија. Еве јас како коментатор може да го кажам тоа. Како успеавте да го постигнете тоа, бидејќи знаеме дека вие сте штипјанец? Па да, тоа се гледа, значи треба и доста и ево и љубов, па и доста улагања. Стадионот го гледате дека е во доста добра ситуација. За неколку дена ќе се игра финалето на женскиот куп на Македонија. Да и се заблагодарам и на Фудбалска федерација, каде што они несебично улага дојдеа со својата механизација и го направивме теренот да го доста подобривме, така да мислам дека теренот можеме слободно да кажеме дека е еден од подобрите во Македонија. Во следната сезона Кит го Пехчево, Брегалница и останатите екипи во втора лига. Што ќе ветите, што ќе апелирате до вашите играчи и секако до симпатизерите на вашата екипа? Па добро, да, сега нели како може да се каже како дерби, јас како собственик сме и доста дел од играчите и стручниот штаб сме од Штип, ние директно се јавуваме нели како конкуренти двата клуба, меѓутоа Брегалница ние знаеме дека е бренд и се надевам нели спортски сите да се надеваме за подобар успех. Исто што да кажам за Брегалница, се надевам дека ќе победат подобрите, па ево и они еден да влезе, еден бараш да игра, па да видиме што ќе биде. Да се вратиме уште малку на инфраструктурата. Денеска забележавме направена VIP ложа, се подготвува и помошен терен. Што се предвидувате за сезоната започва на есен? Да, сега влеговме во нови вложувања, значи сакаме да проширеме, да направиме уште еден помошен терен зад главниот терен. Таму рачунаме да се такмичат младите категорија и ние доста да го користиме за припремниот период, како би можели да го зачуваме главниот терен. Се прави доста се вложува околу инфраструктурата. Ние направивме таа VIP ложа. Ни останува уште другиот дел од кој трибините мало уште некоја реконструкција и се надевам заеднички со општината ќе го уредиме паркинг просторот околу стадионот, така да баш можеме да кажеме дека целиот проект ќе го затвориме. Мала промена на локацијата во прекрасниот амбиент на хотелот Гогов. Еве прашање за спонзорот Гогов покрај спортскиот дел, кои се капацитети и кои атрактивни услови ги нуди овој комплекс, хотелот и целата околина на Пехчево? Па добро, ние и претходно имаме, кажувам, Пехчево е доста атрактивно, поготово за спортски екипи. Знаеме дека се наоѓа на надморска височина од 1000 метри. Тука овде може да кажеме дека идеално за припреми. Ние више како хотел нудеме повеќе опции за разни спортови за припреми, така да овде имаме и прекрасна
спортска сала која е у доста добри услови. Таа е една од поновите сали што се правени во Република Македонија. Значи Пехчево и ние како хотел нудиме доста концепт баш за сите спортови. Значи можеме да се офаќа и ракометот и кошарката, а нормално и фудбалот со овој терен што го имаме дозволува да сите екипи имат и направат добри припреми. Со еден објект, овие туристички објекти, со еден збор со овие туристички објекти и самата природна околина дозволува подготовки до спортистите и во летниот и во зимскиот период. Да, така е. Услови има и за поготово за спортови во сала, ги има и во зимскиот период. Летото обично ние така повеќе го нагласуваме затоа што тука и доста и временските услови се поразлични за разлика од ево да речеме Штип, Скопје или другите делови од Македонија, и каде што летните температури се тука доста пониски за разлика од другиот дел од Македонија. Јас се благодарам и посакувам успешна сезона во втората македонска фудбалска лига, група Исток. Фала, благодарам и на вас што не следевте цела сезона, што бевте заедно дел од тимот. Честитки за освоената шампионска титула и за второлигашкиот статус на екипата на Кидго Пехчево, со една искрена благодарност од спортската редакција на Ирис телевизија кон раководството и пред се генералниот спонзор Кирил Гогов за успешната соработка и заеднички да го стресираме второлигашкиот пат. Мора да истакнем и срдечната гостопримливост на сите екипи кои настапуваат во оваа лига, на раководството на третата лига Исток и на сите оние кои учествуваат во оваа фудбалска магија. Заеднички се обидовме веќе полни 2 сезони да го афирмираме фудбалот на Истокот, да ги истакнеме неговите придобивки и да ги пласираме големиот број млади фудбалски таленти кои преку играта за своите матични клубови остануваат верни на своите родни огништа. До некоја нова соработка во името на спортската редакција на Ирис телевизија, драги гледачи, ви благодарам и вам за трпението и за вниманието со кое не следевте во текот на целата сезона и во која и вие бевте активни чинители на овие спортски репортажи кои остануваат како траен белег на една исклучително добра соработка. Пријатно!